Моето патешествие низ селата во Република Македонија ме доведе повторно, така да речам, во Богојмилско, со намера да влезам во селото Ореше, да го видам поодблизу што се вели. Може би се прашувате зошто се одлучив да дојдам на гости кај Орешани. Од многуте причини ќе ги одвојам овие две. Многу пати сум се возел со воз од Скопје за Прилеп. Многу пати возот застанувал на железничката станица Ореше. Кога и да патував, кога и да застанеше возот на железничката станица Ореше, се прашував каде се наоѓа селото Ореше. И секогаш, додека возот бавно се движеше по шините, совладувајќи ја големата горница од планинскиот горостаз Даутица, влегувајќи и излегувајќи низ неколку тунели, со поглед низ дабовата и буковата шума, се обидував да здогледам некоја куќа или нешто што ќе ми заличи на село, ама попусто никогаш не успевав. Втората беше поканата која ја добив од градоначалникот на општина Чашка, господинот Горан Чопановски, да го поседам саемот на здрава храна, која оваа година се одржува во село Ореше, каде што и оваа година, како и изминатите, неколку традиционално општината Чашка е организатор, а богами и овој пат тимот за туристичко представување на општина Чашка, предводен од градоначалникот Горан Чопанов, ми помогна да го реализирам овој нов документарен запис за селото Ореше. Како по стар обичај, во Ореше дојдов многу рано, моште рано, во утринските часови со бајлината како што вели народот. Дојдов порано за да се запознам со моите домајќини, моите орешани, да се видам поодблизу, да си помоабетам што се вели. А воедно, да ги надополнам моите сознанија за ова живописно мијачко село, распослано во јужните ограноци на планинскиот горостаз Даутица. Пред да влезам во селото, не можев да не застанам, да го видам хоризонтот кој ме окружуваше и за миг да уживам во пејзажот кој со векови неуморно го создава природата. Навистина невидена убавина. Човек да ужива, да ги одмори дамарите, како што вели народот, и на ништо да не мисли, ама баш на ништо да не мисли. И пија вода таму. На селото Ореше се наоѓаат многубројни вакви потоци. Ова вода овде кој што е планинска изворка, е чиста чистевица, и да бидам искрен, жеден сум кој да се напија. Камо среќа да може да понесам во мојата дланка, ама не може. Но пак ти кажам, дојдете во Азот, дојдете во Богомилско, видете колоритото бавина кој што ја дарила природата на овој крај, нема да зажалите и ќе видите што е рај, што е убавина. И додека уживав во колоритната убавина околу мене, веќе беше се собра неколкумина орешани и откако се поздравивме и си рековме здраво живо, заедно со нив се опативме кон Сетсело, кон Народниот собир, кон саемот на здрава храна која оваа година, како што претходно спомнав, се одржува во селото Ореше. Мештаните ми раскажуваа многу вистинити приказни за нивното родно село. А меѓу многуте е и оваа. Ореше е село во општина Чашка во околината на градот Белес. Селото Ореше се наоѓа во област Азот или Бабуна. Орешани се мијаци. Нивните предци се доселиле од Гари. И покрај тоа што целата област е населена со македонци, најголемиот дел од нив се идентификуваат како брсијаци.
Луѓето од селото Ореше се припадници на локална заедница македонци наречени мијаци. Токму поради тоа во етнолошката наука за ова село се вели дека е мијачка оаза во бршечка етнографска целина. Како резултат на исламизацијата и притисоците кои ги вршиле муслиманите во нивната матична територија Мала и Долна река, во 18 век доаѓа до иселување на некои семејства од селата Галичник и Лазарополе, кои главно се населуваат во планинската област Азот. Ова област е избрана пред се поради фактот што тука некои мијачки семејства имале имоти на кои ги напасувале овците и кои представувале база за создавање постојани живеалишта. Основач на село Ореше е дедо Дамјан, родом од село Росоки, Дебарско. Мештаните ми скажуваа речиси се за Ореше, дека нивното село е обколено со густа шума, дека до него се стигнува и совоз, дека во близината е желничката станица Орешка Шука. Ми раскажа дека до нивното родно место се доаѓа и по асфалтиран, но тесен пат низ густа шума. Дознав дека од Велес се оддалечено 60 километри, а Прилеп им бил тука близу, до рака, тука, преку планина, на само 30 километри. А од Македонски Брод ги делат неколку километри само низ планинска шума. Приказите се редеа една по една како на филмска лента. Ми раскажуваа за тоа дека Ореше брои 300 жители и во лето и во зима. Дека имаат и училиште до 4-то одделение, каде настава посетуваат 10 ученици. Имаат и селска продавница, каде жителите се собираат на пиво и на лав муабет. Ми ја раскажа приказната и за тоа кога некогаш во селото имало 5000 грла добиток, а денес едва 500, што кози, што јарина, што овци и крави. Ми раскажа и за изобилството на шумски плодови, кои речиси неисцрпно ги има во селскиот атар. Ми ја раскажа приказната дека надалеку се познати по изработка на дрвени авани, дека од памтивека ги изработувале од чам и бука. Додека сите овие приказни ми ги раскажуваа моите домајчини, верувајте ми, не осетив колку лесно и мощно брзо, барем за мене брзо, заедно со моите домајчини ги поминав престанатите 500 метри до преполното сред село народ, кој беше се насобрал и од Богомилско, и од Велешко, и од Поречие, од Битолско, речиси од сите краишта од Македонија, на традиционалниот саем за здрава храна, кој ова година се држува во Ореше. Но се разбира, ме поканија да бидам нивни гостин. Во селото Ореше од памтивека и па до денешка стар обичај сите гости кои што доаѓаат да бидат пречекани со лепче кој што е печено во фурна или во црепна и со кцено, односно со макана сол. Така, значи од памтивека па се до ден денешен. Навистина ми се радуваше душата, затоа што сите овие приказни кои ми ги раскажува моите домајчини, додека заедно со нив влегував во селото, ги видов овде на саемот за здрава храна во Ореше. Представуваме Азот, како едно место под солунска глава, кое се уште сега книжките на традицијата, на здравата и добра храна, и секако ова е село и сите овие села се во пазувите на преубавата недопрена природа на Македонија. Овде луѓето едноставно се занимаваат со собирање на печорки, со собирање на костени, со собирање на ореви и тие со тоа се прехрануваат. Богомилскиот крај, тоа е Сазотот, од каде што потекнуваат и богомилите кои биле вегани и се хранале со корени. Значи сакаме да кажеме, да ја дадеме целта на храната дека треба да биде чиста, здрава, природна, изворска и сето тоа, значи, да го вратиме назад како традиција, затоа да се знаеме дека здравата храна е и здравје. Како манифестација, саемот за здрава храна се одржува по 8 пат и има цел да ги промовира локалните земјоделци и земјоделските производи,
традиционалните носи и секако традиционалните специјалитети. Овој крај изобилува со здрава и еколошка чиста храна. Природните карактеристики на овој дел од Централна Македонија се планините со густи шуми, чисти планински реки како Бабуна и Тополка и регион без индустријски комплекси. Азот е место познато како производител на квалитетни градинарски и сточарски производи и представува лидер во производство на еколошка здрава храна. Овде земјоделските производители можат да ги популаризираат своите производи и имаат можност да добијат нивен пласман и продажба. Развојот на земјоделството на територијата е препознатлив приоритет за кој е неопходно залагање на општината со цел да се подобри квалитетот на живење во населените места на нашата општина. Општина Чашка ќе продолжи со промоција на здрава храна и производи кои денес се повеќе се бараат на пазарот, бидејќи со својата недопрена убавина и природни богатства ги нуди сите предуслови за производство на здрава храна. Овој настан го покажува духот во малите места и можноста жителите да покажат што нудат за гостите од земјата и надвор од неа. Зато денес Ореше живее во знакот на здрава храна, давајќи на земјоделските производители идеална можност за промоција, а на вас посетителите се надевам вистинско уживање. Колку го продаваш костенов? 100 денари. 100 денари, а? Квалитетен. Чека да видиме вака. 100 денари. Ова е орешки костен. Ете, тоа е Прав, што се вика, да се печи и да се вари и може да се јади. Најквалитетен е. На квалитетен, а? Најквалитетен. Ова е орешки компир кој што може да се пече, да се вари, да се прави да се стави во било која манза што се вика. Ова е компир стварно, орешки компир. Дојдете во Ореше да видите што е здрава храна, што е убавина. Ова е орешки мед, чист планински мед, овдека од Ореш. Так. Ова е ваган дрвен, кој што од памтивека се користи во сите села во Македонија, а поточно и во селото Ореш. Овдека во овој ваган дрвен нашите баби во минатото, нашите мајки, овдека ги толчеле пиперките, компирите. Овдека ова е толчник, кој што овој го се толчеле пиперките, компирите и да ви кажам реално било многу убаво за овај храна што се приготвувала. Овдека во Ореше ќе најдиме и се разбира домашна орешка ракија. Било од сливи, било од грозје, било од круши, од се овдека овој што раѓа под небјето. Еве, таа ракија да ви кажам дека е здрава и чиста, дека е еколошки здрава. Лично ќе пробам јас, дајте мучино. Чешката орешка носија се состои од неколку специфични дела. Сега ќе нема да ми заверите во бочица чаша, да. Девојка, невеста и возрастна жена. Невестинската кошула... Со едно пробување не можеш да ја оцениш. Делот на сијата е минта. Тоа е направено од платно. Дедо ми вереше 45 до 50 со второто чаше, а со третото чаше може да биде и 60 степени. Плашеник. Тоа е елек искаен од волна, Арно, ама, без награди. нова ракија и фали едно нешто. Ќе ви кажам, сиренце или живаманца што се вика со пиперки патлиџани. Ќе отидам во селово, кај домаќиниве да седна малце на козјо сирење и на овчко сирење и на кравје сирење. Арапна шамија. Таа е бела. Сигурно има 50 степени и кусор. Што е домаќине? Колку е? Така.Увајна. Глава не боли, колку и да претераш. Ајде. Година пак. Треба да ме само зубово. Кар да ти знам.
Како што реков преска дека со ракичево оди месенце, тоа е сирење, без разлика дали е кози, овчко или кравио. Еве овдека на сајмот за здрава храна во Ореше наидов на ова трпеза каде што има сиренце. А ќе го пробам и ќе се обидам да утудам како е. Овчко е. Овчко сиренце. Муче, овчко е, го поводи. Овчко е. Така, многу убаво е. Што пари го продаваш? 20 дена. Парче? Да. А кило колку? 200, а? 200. Така, ами... Како сте ми иначе, Арни? Од овде сте, од Ореше? Денеска овдека сте на сајмот? Што сготвите денеска? Ема гравче тавче. Гравче тавче, а? Така. Тоа е најубаво. Тоа е најубавото, така. Сигурно вашите баби и дедовци ви кажувале дека во минатото, во дрвени бурина, во каци, во бочви, ја чувале зелката, го чувале месото, го ја чувале земјицата, ракијата. Ова овде кај што е пред мене се вика каца или буре, каде што било изработено од дабови штици и од метални обрачи, а пак домаќинот во оваа куќа, значи, од жал за да не го изгуби сеќавањето кон минатото, го посадил со убаво цвеќе, кој што кога ќе дојде напролет, ова цвеќе ќе рацути и ќе ужива во мирисот на убавите цветови. Само кроцу. Так. Што години имаш? Колку викаш? Па тука некаде 75 час. Погоди? Лавдо. Така ми како, дете од село, мора да знам. Овде живееш? Во оваа куќа. Тука? Ама во Драчево живеење. Така? Јас така сигурно на викенд. Овде си од овде си родом? Не, Од каде? од мало којнари Тилец. Од мало коњари, значи мало коњари, големо коњари, врбјани тука, така? Прво Прилеп, па мало којнари. Така? Па големо којнари. И така. И што те наведе толку мајке да судбината во Ореше да живееш? Како чине со човекот. Домајчината и беше добар, а? Добар. Како се викаше? Петре Кецот. Петре Кецот. Ма име изгледи вака, убаво. А? И убаво. Како те зеде вака да речем? Ѓаволот, Петре Кецот, ѓаволот. Ево ти така го вика? Така го вика дека многу и торби. А Итар? Так. Како те зеде? Како се зедовне, сабу што се видовме и се зедовне се решили. Со свадба, со салтаните сите? Не, дегалка. Ево ти не те дава? Мала бев, уште 18 години. На 18, а? Да, си седам многу пати. Така. Ти убаво. Секоја година, Так. убаво ние. И си уживам во куќава. Од фамилијата твоја? Ние правиме сами, со мажот. Сами, а? Од темел со се Од вика. темел, ево на... Тамо, дај, гледам, така. Добро. Ај са кроцум полека, фала на моментов. Да ми живее 100 години, важи? Важи и вие да живеете. Амин, Господе. А вие колку имате? Ја имам 50 рамно. 50? 50, да. Нека ти се множа. Чулте Господ. 150. Чулте Господ, Твоја устава Божја уше, на сите па и мене да ми даде здраве. Ето. Прав да бидиш. Така. Мештаните на село Ореше ми ја раскажа и приказната за нивниот манастир Свети Ѓорѓија, кој се наоѓа на 1000 метри надморска височина над селото. Се разбира, приказната село Ореше немаше да биде комплетна, ако не го посетевме ова духовно православно светилиште. На 1000 метри надморска височина над селото Ореше во планинскиот масив Куртовица, кој што е во состав на планинскиот горостар Даутица, се наоѓа манастирскиот комплекс Свети Ѓорѓија. Манастирскиот комплекс Свети Ѓорѓија располага и со конаци кои што еден дел е изграден, а еден дел се уште во градба. Овдека со нас е и Горан,
Петровски. Петровски. Вие сте домаќин одека во овој манастирски комплекс. Лака да ни кажете за манастирскиот комплекс Свети Ѓорѓија. Кога е изградена црквата, кога се правени конаците и како сето ова е изградено? Конаците се почнати со градба 2009 година со наши средства, наши донации од наши фирми, па и еден дел од наши селеници. Црквата е едната црквичка, помалата црквичка, ќе видиме, таа е некаде од 16 век, меѓутоа точни прецизни податоци немаме. А другата црква е изградена 81-2 година. Овие конаци одека со што располагаат, колку легла, како се опремени? Моментално располагаме со 6 апартмани кои се опремени со по 4 легла. Значи вкупно 24 легла имаме. Значи опремени се со оние најсовремени што се вика услови за посетители на туристи, така? Така, секоја соба има засебно купатило, плакар, фотели кои се напуштања, значи како легла се користат, и покрај тоа имаме заедничка кујна и трпезарија која може да користат сите гости. Колку е оддалеченост на овој манастир од селото Ореше, колку е од Богомила, така да од селото манастирот е оддалечен 3,5 километри асфалтен пат, а од Богомила 10 километри ќе може да е така. Иначе се наоѓаат во планинскиот масив Даутица? Во планинскиот масив Даутица, поточно под планината Куртовица. Да видиме ако може овие апартмани да ги видиме како изгледат. Повелете, да видите што имаме направено. Манастирскиот комплекс Свети Ѓорѓија веднаш до самите конаци се наоѓа овдека во Летниковецот, каде што десно од мене се наоѓа ова голема фурна, а лево од мене се наоѓа ова скара, која што е донација на семејството Милош Фирановски, кој што живее во Германија по потекло од селото Ореше. Позади мене се наоѓа трапезаријата во манастирскиот комплекс Свети Ѓорѓија. Ова трапезарија за време на празникот на Свети Ѓорѓија собира повеќе од 500 гости, инаку вообичаено до 200 гости. А овдека се наоѓам во самата куња на трапезаријата на конакот во манастирот Свети Ѓорѓија, кој што е прекрасна куња, кој што овдека има се што се вели, само потребно е да се донесете намирници, да се изготвите и тоа што ќе го изготвите, сладко да се го јадите. Да не може и горња отвора и валет. Вакви манастирски конаци многу ретко можеме да видиме во Македонија, а посебно со вакво хотелско сместување. На овие манастирски конаци ќе им позавидат и современите хотели во Македонија. А овде, во ова прекрасна колоритна убавина, која со векови ја ткае природата, убавината ја дополни мојот стар пријател Ѓоре од селото Папрадиште, со својата хармоника и неизбежната мијечка песна о неговото родно место Папрадиште. Во Богомолскиот регион, во регионот Азот,
во двете мијачки села во овој регион, Папрадиште, Ореше, на 1000 метри надморска височина, кога ќе чуете како ечи кавало, гајдата, зурлата, тапано и како се слуша хармониката, Мера Градуша ќе ви остани да ја слушате и да запеете заедно. Овде со мене мојот пријател Ѓоре од Папрадиште. Ајде, мајсторе! Вака да ти кажам, реално се гордеам што како убаво свириш. Ти си родом од Папрадиште? Од Папрадиште сум родом. Да се викам Ѓорѓе Тасевски. Од кое семејство си? Од фамилија Тасевци. Ова да ми кажеш, како научи да свириш хармоника? Мала историја таа. Ајде да чуеме. Да кажам накратко. Ја имав 18 години кога прв пат купив хармоника. 18 години. Значи дотогаш немав можност, а имав голем мер. Значи ме влечеше таа работа и прва прилика купив и почнав самоук. Почнав секоја песна што ја знам да ја испеам, можев да речем за недела, две, да испирам просто така некако. После мајка ми е од Галичник потекнувам, од, да речем, не близка роднина, нели, со Сариевски. Така. Јас си го викав Сариевски Вујко. Малце, подалече, нама Вујко си го викав, кога си го видвам. Така. И, значи, имаше некаква линија, односно жица што викаме, и привлекна многу за музиката и почнав да вежбам, да научив и ја научив хармониката на таков начин. И после за 2-3 години почнав да во јавност да свирам по свадби, по такви работи, претежно во нашиот крај, да речеме во Папрадиште и во Ореше. Ѓоре, мој пријател, е вака едно. Да не отсвириш една песна за душа, има една песна за Папрадиште. Сигурно ја знаеш да. Ајде да чуеме и ако ништо поќе бараме на строфа да не отпееш. Нема проблем. Ајде да чуеме.